подоснежните истражувачи, конкретно во Централна Азија, тврда дека влијанието на таа македонска цивилизација е се до 6-7 век наша ера. Кога тоа го зборам за тие истражувачки работи, зошто толку се бунат, да кажеме, грците, се обидуваат на некои надгробни спомени, се не конкретно да речеме овој надгробен споменик што овдека јас намерно го издвоив, тоа е споменикот на Диморидил. Нели, се обидувале около 6-7 врвни палеографи да го дешифрират овој текст. Меѓу нив се обиде и една албанка, нели, Фалаки или Фалачи, која била мажена за италијанец, па е станала и член на нивната академија и на албанската академија, меѓутоа кога почнува да дешифрира, она се обидува тие работи што и одговарат од десно на лево, ги чита од десно на лево. Тие што ни одговарат и ги чита обратно, од лево кон десно или од десно кон лево. И сега таму кај што стои бол, аје, јафо, они дни, и оно, во они дни, зија, зими чита и така натаму, нели? Тука фактички имаме една извонредна стихотворба кај што стои бол, аје, јафо, они дни, мъдърдън, мъдишниша, ниеш псалдисеш изо, геројдио, јашина кертат штадърнио, шта имал асијал, герој Димо Ридил. Значи, ние имаме име, имаме презиме, тој е војник, тој е поет, тој е пејач, значи псалдис, тој што псалти, денес, нели, поповите псалмат, нели. Значи, имаме псалми во христијанството, значи, тие зборови во дел од христијанството се дојдени од македонскиот јазик. Зошто? Па затоа што ние го напишавме, ја напишавме фактички Библијата. Некаде около 40 научници беа во втори век пред наша ера, или трети-втори век пред наша ера, беа свикани и фактички сите тие работи ги имат составено. Дури сега се обидуваат, нели, да ни натурат дека наводно евреите се тие кои ширеле културата и така натаму. Секој народ има своја култура. Меѓутоа да не заборавиме дека 300 години македонците владееле со тие територии. Првата историја на евреите е напишана на македонски, од македонци. Значи, таквите работи без друго барат дополнителни истражувања, затоа што обидите да се направат некои дешифрирања, да речеме, ене од Чедвик и Вентрис, преку овој вештачки создаден систем на пишување, кај што наводно со слогови тоа се обиделе тоа така наречено линеарно А, линеарно Б писмо да го дешифрират, сега ние тука можеме да го направиме, што се вика, партал. Може не е толку речникот добар, меѓутоа треба драстично да се бориме против овакви фалсификати кои се направени, затоа што ако тука, да речеме, имаме ние конкретно А и Т, секој македонец ќе опрочита како слог ат или та. Зависи по асоциацијата и зависи како е напишан текстот, нели? Или да кажеме ова, кај нас е широко О, овдека ни тврдат дека тоа е слогот К. Значи, ово слоговно писмо, или овдека имаме П и Т, тоа е път. Секој македонски опрочита път или тъп. Зависи, бидејќи... Која позиција се наоѓа? Да, која позиција. Овдека вика дека наводно тоа е ва и така натаму. Значи, да не се задржувам. Тоа истражување што ние го правиме, нели, пандан на овој вештачки систем што го измисли, ние можеме да ја понудиме древномакедонската азбука, која ене овдека може точно да се види, нели, А, Б, В, Г, Д и така натаму, нели, долу е современата македонска кирилица и комотно можеме сите букви да ги најдеме, освен да кажеме за пс, за шт и ш, кај што имаме за овие две консонантски групи, имавме посебни знаци, другата цела азбука е апсолутно како што е нашата денешна. Господин Илјов,
кратки сме со времето, темата е неисцрпна, на крајот можеби само еден кус заклучок во врска на континуитетот на античките македонци со денешните. Зошто е потребно да се истражува, зошто е потребно да се верифицираат сите оние веќе постоечки културни материјални докази од една страна и од друга страна зошто се премолчуваат кои веќе постојат? Па гледате зошто се премолчуваат. Еве, јас овдека имам околу 12 нели имиња на наши зетови. Староста нивна, овдека конкретно е од 7000-6000 години пред наша ера до 1385 некаде година пред наша ера, кај што еден зет се фали дека ја уништил древно-македонската престолнина Еге со сите нејзини 8 со нејзиниот штит 8-те зети. На една друга плочка, глинена плочка од Градешница, успеав да го дешифрирам името на зетот Пир Македонски. Мојот драг пријател Петар Поповски ово го прикажал како он да го нашол, нели да го истражил, меѓутоа ова е објавено во интернет, секој еден може од таму да го свимне. Тоа е објавено во списанието Македонија 2000 година, исто така објавено 1999 година, исто во списанието Македонија, кај што имам 7 и тука 12, 19, во 19 продолжение е дадена ова материјална култура на неолитот. Значи, Бакојани се плаши од овакви истражувања. Затоа што овдека децидно стои Пир Македонски. Тоа не е напишано на грчки, тоа е напишано на македонски. И такви ние владетели во времето на зетувањето на таа велика зета Македонија, како што минатиот пат нели го демонстриравме дешифрирањето на името Македонија два пати со старост од 17.000 години. Ова е според датирањето на професорката Марија Гимбутас, некаде 5000 години пред наша ера, според датирањето на бугарските археолози е 3800 некаде години пред наша ера. Они тогаш сметале дека тоа не може да се дешифрира. Конкретно професорот Георгиев тврдел дека тоа е нешто со бастунчиња, со лакти, со нозе, со што се не, а никаде не видел букви. Значи, ние го имаме во континуитет од 40.000 години нашето македонско писмо, значи имаме таа денес така наречена кирилица, а во неолитот веќе ги имаме во печатот од Говорлево двете азбуки, едната тајна и едната јавна. Јавната е денес би рекле кирилицата, тајната е денес ние би рекле тоа е латиницата, а фактички и двете произлегуваат од ист субстрат. Значи, овие работи со сите оние податоци што ни ги дава Иродот или Херодот во неговата историја, или како што го нарекува татко на историјата, јас и минатиот пат реков, тој не може да ни биде нам татко на историјата, затоа што ние имаме писмена традиција најмалку 40.000 години и поради тоа грците и другите од околината кои црпат, ова е еден непресушен